Добар ден, почитувани гледачи, во новото издание на Автомагазин. Денеска се наоѓаме во Кан, а предмет на нашиот тест е новиот Peugeot 308. Но, пред да ги видите нашите импресии од првите возења на овој битен модел во C-сегментот, ве поканувам да ги видите останатите содржини на Автомагазина. Се враќаме со Peugeot 308 кон крајот на емисијата. За титулата Auto-Best 2022 ќе се борат 6 финалисти: Dacia Spring, Hyundai Bayon, Opel Mokka, Renault Arcana, Skoda Fabia и Toyota Yaris Cross. Финалните тестови ќе се извршат на 24 и 25 ноември, пошто ќе бидат објавени резултатите на гласањето. Годинава на специјализираниот полигон за тестирање и обука на австрискиот автомобилски клуб во Тездорф втор пат поред ќе се направат тестирањата на финалистите за наградата Best Buy Car of Europe. Во организација на најголемото жири во Европа и светот Auto-Best собрани се представници на 32 европски земји и ги оценуваат конкурентите според сложената матрица од 13 критериуми. Шкода годинава одбележува значаен јубилеј – 120 години успех во мотоспортовите. Се започна на почетокот на 20-тиот век со желбата на основачите на компанијата Laurin & Clement да се биде најбрз. Тоа најпрво го сторија со моторциклите, а од 1906 година и со автомобилите. Низ текот на изминативе 12 децении многу нешта се сменија. Се менуваа државите и режимите, се менуваа и името и структурата на компанијата, но спортските успеси останаа. Шкода на тркачките патеки имаше многу легенди кои на пригоден начин денес се собрани во фабричкиот музеј. Незините возила беа редовен гостин на најзначајните спортски настани како што е Релито Монте Карло, а возачите често се искачуваа на подиумот. Рели надпреварите уште од дамнешните денови станаа составен дел од гените на марката, а таму ќе останат и по електрификацијата на гамата. Веќе се развива моделот кој ќе ја однесе Шкода во нови спортски височини, дополнувајќи ја 120 годишната колекција на нови трофеи и додавајќи спортски дух на новата визија на мобилноста. Во време кога производителите се надпреваруваат кој ќе понуди поголема автономија, BMW си поставува интерни лимити за тоа. Според раководителот задолжен за развој на моделот i4 Дейвид Ферафино, цел на компанијата е да се постигне автономија 600 км за електричните и 100 км за плагин хибридните возила. Тој изјави дека раководството на марката верува дека поголемите бројки од овие воопшто не се релевантни, бидејќи далеку побитно е добро развиената инфраструктура за полнење. Според неговото мислење, уште сега мрежата полначи на стариот континент веќе е солидно разгранета и нив ги има доволно да може да се помине пат од Норвешка до Италија. До сега практично ниту еден електричен или плагин хибриден модел на марката ја нема постигнато автономијата што сами си ја имаат поставено како цел. Тоа значи дека BMW го чека уште работа до целосно заокружената електрификација на неговата гама.
Метрополис, број 1 радиомрежа. Едноставно до нов автомобил со Шпарка се лизинг. Let's go! Come on, baby, chop chop. Let's get a move on. 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 Нов автомобил го сакам, но овој пат има правила. Нема храна во автомобилот. Само смеј крени нозе и ќе те ги отсечам. Нема гласна музика. Нема ни миленици. Нема шанси. Океј, може би од следната недела. Новиот Opel Crossland. Убавината и храброста одат заедно. This is Opel. Нема дискусија дека еколошки добиената енергија е иднината на мобилноста, но се уште се кршат копјата кој концепт ќе превладее. Развојот на синтетичките горива и употребата на водород им даваат нова шанса на моторите со внатрешно согорување. Радува фактот што новите и освежените модели не му вртат грб на добриот стар отомотор. Тоа го покажува Ford со Tourneo Connect и Focus, Lotus Emira со моќен V6 со 3,5 литри се придружува на цилиндрашите, а Audi во следната генерација на A4 ќе продолжи да нуди бензинци и дизели. По повеќегодишни подготовки, Форд ја започна трансформацијата на својата европска гама. Задачата да биде прв му беше доверена на новиот Tourneo Connect, кој е Volkswagen Caddy со поинаков преден дел. Сменети се маската, светлата, хаубата и браникот, додека силуетата и задниот дел се идентични. Исто и внатрешноста која во целост ги наследи пространоста, практичноста и технологиите од адутот на Volkswagen. Така, сега Tourneo Connect ќе доаѓа во две должини со 5 и 7 седишта, две странични лизгачки врати и простор за товар од 2,6 или 3,1 кубен метар. Ќе биде задвижуван од добро познатите TSI и TDI агрегати, 1,5 литарскиот бензинец со 114 коњи или 2-литарскиот дизел со 102 или 122 коњски сили. Менувачите се 6 степени мануелни или 7 степени автоматизирани, а генетика на Caddy на Tourneo Connect му донесе и верзијата со погон на сите тркала. За безгрижни патување ќе бидат впрегнати вкупно 19 електронски системи, додека опременоста е распределена во пакети според рецептурата на Ford. Појавувањето на овој модел предизвика лавина реакции од купувачите. Едни од нив беа разочарани бидејќи доставниот Transit Connect се покажа поиздржлив од конкурентите, а други пак истапија со низа зајадливи коментари упатени на квалитет на сегашните модели на марката. За да се спречат настаните да добијат непријатен тек, одговорните од Келн само 2 дена по Tourneo Connect го представија
Фавија и редизајнираниот Фокус. Тој во целост е чисто крвен Форд и нема ништо заедничко со Volkswagen, барем не засега. Однадвор измените се козметички и тешко забележливи, додека во внатрешноста се малку поизразени. Она што се гледа е големиот 13-инчен централен монитор кој е опционален, а она што не се гледа се унапредените технологии кои ќе го направат возењето попријатно и побезбедно. Моторната понуда стартува од еднолитарскиот турбоагрегат со 100 и 125 коњски сили, а неговата електрифицирана верзија располага со 125 или 155 коњи. Во понуда останува и 1,5 литарскиот дизел со 95 и 125 коњски сили, додека дволитарскиот не се споменува. На врвот, како и досега, е ST верзијата на Фокус со моќниот 2,3 литарски агрегат од 280 коњи. Додека се чека електричната иднина да завладее со гамата на Lotus, британскиот специјалист на пазарот ќе настапува со ново спортско купе Емира. Представено во јули, неговата продажба веќе е започната по цена од 76.000 фунти за First Edition V6 верзијата. Првите купувачи кои своите возила ќе ги добијат напролет ќе може да се уверат во спортските перформанси што ги обезбедува централно сместениот 3,5 литарски агрегат со 400 коњи. Како последен модел со мотор со внатрешно согорување, искористена е досегашната лесна шасија која е унапредена да ги задоволи заострените безбедносни стандарди. Со овој мотор, по потекло од Toyota Emira може да стигне до 290 км на час, а спринтот до 100 ќе истрча за 4,3 секунди. Овој автомобил, димензиски скоро идентичен со Евора, ќе предизвика да им заиграат срцата на поклониците на октаните со својата основна изведба, која ќе биде понудена идната есен. За неја е предвиден дволитарскиот 4-цилиндричен мотор од AMG со 360 коњски сили, спарен со 8-степен менувач со двојна спојка. Според планот на компанијата, која е во сопственост на Гили, електричните модели ќе започнат да се појавуваат во 2026 година. Во денешно време на масовна, дури и хистерична електрификација, убаво е да се слушне дека некој мисли и на заљубениците во октаните. Посебно ако тоа доаѓа од Audi, кој важи за предводник на техниката во групата Volkswagen. Од компанијата потврдија дека и наредната генерација на A4 ќе остане верна на моторите со внатрешно согорување. За оваа одлука сигурно се направени детални анализи, бидејќи овој модел е продаженас на марката и учествува со околу 1/5 од нејзините глобални резултати. Според изјавата на техничкиот директор на Audi, Оливер Хофман, и идната генерација на A4 ќе биде базирана на истата платформа како и сегашната. За неа ќе се користат нови, веќе развиени бензински и дизел мотори, кои според него се најдобрите агрегати што ги имаат направено во историјата. Секако тие ќе бидат електрифицирани и освен како благи хибриди, ќе се нудат и во плагин изведби. Тој понатаму додаде дека иако и
и електричното првенче на Audi моделот e-tron е поставен на истата платформа, таа нема да се користи кај евентуалната електрична алтернатива на A4. Доколку се појави ваков модел кој паралелно би се нудел, тогаш тој би ја користел новата премиум електрична платформа која се развива заеднички со Porsche. Според логичниот след на настаните, новата генерација на конвенционалниот Audi A4 треба да пристигне во 2023 година и да остане на пазарот до крајот на деценијава. Плановите на марката предвидуваат сите нови модели после 2026 година да бидат само електрични, додека возилата со мотори на фосилни горива би се произведувале до 2033 година. Toyota ја води битката на повеќе фронтови. Во премиум сегментот од Москва ја почна кариерата на новата генерација на Lexus LX. Поставен на основа на новиот Land Cruiser, покрај луксузот и удобноста, потенцирани се теренските карактеристики со големи можности. Такви амбиции нема Айго X, но стилот му е дефинитивно кросоверски и се развива специјално за Европа, каде и ќе се произведува од идната година. Големите планови бараат големи жртви. Така, Рено, во име на кратењето на трошоците, ќе го напушти своето седиште, што ќе оствари добивка во име на рента од околу 60 милиони евра годишно. Под слоганот "Неистражениот живот", Lexus на ексклузивен настан одржан во Москва ја представи четвртата генерација на својот најголем и најлуксузен модел, теренецот LX. Сега базиран на новиот Land Cruiser, тој настапува како телотворение на преданоста на марката да ги исполни разноликите потреби на глобалните купувачи, барем на оние кои ќе имаат $100,000 да го платат. Тоа ќе го стори во вистинскиот квалитет и комфорот во возењето, во кој досега се имаат уверено половина милион купувачи. Целосно е осмислен на патниците да им овозможи пријатно поминато време во патувањата каде и да тргнале. Од Land Cruiser ги има наследено робусноста на структурата и издржливоста на механиката, сега поставена на нова платформа, полесна за 200 килограми. Ке биде на располагање со 2 V6 погонски единици, дизел од 3,3 литри со 300 и бензинец од 3,5 литри со 415 конски сили. И во обата случаи менувачот е 10 степен автоматски, а погонот на сите тркала со редуктор и можност за блокирање на сите 3 диференцијали. Демонстрирајќи ги способностите на јапонскиот производител со него, Lexus LX ке им фрли ракавица во лице на германските премиум брендови кои ќе го загубат секој теренски дуел. Прашање е дали ќе победат и во раскошот во внатрешноста, бидејќи јапонците имаат предвидено посебна VIP изведба со 4 единечни седишта. Елегантноста во возењето ја гарантираат адаптибилното ослонување и големите 22-инчни тркала, а безбедноста бројните електронски системи. Мислено и на ризиците за кражба на возилото, кое е заштитено со прекинувач кој со отисок од прст дозволува да се стартува. Продажбата на новиот Lexus LX ке започне во првиот квартал идната година без план да биде понуден и во Европа.
Откако Toyota ја прекина чешката соработка со PSA, од компанијата стигна потврда дека остануваат со својот модел во А-сегментот. Тој ќе го носи името на концептот Aygo X, при што буквата X ќе треба да ја читаме како крос. Со овој маркетички потек јасно се става на знаење дека идниот модел ќе има кросоверска форма и позиционираност над останатите во сегментот. Со овој потек Toyota ќе ја комплетира својата гама во овој растечки сегмент, а истовремено ќе понуди и нешто што го нема на пазарот. Како и моделот што го наследува, идниот Aygo X ќе биде и замислен и изведен како автомобил за европските купувачи. Се дизајнира и развива во Брисел, а ќе се произведува во фабриката во Чешка. Ќе биде поставен на скратена верзија на платформата на Yaris, што ќе овозможи да добие и хибриден погон. Но за да остане целосно пристапен, во Toyota тешко дека ќе се одлучат на тоа. Затоа и Aygo Cross може да го очекуваме со еден или два трицилиндрични агрегати достапни кај Yaris или со некој нивни дериват. Дизајнот треба да остане верен на концептот, а со опременоста да го подигне нивото на класата. Заради сето ова, од Toyota веруваат дека Aygo X има сериозен потенцијал да биде голем хит на стариот континент. Представувањето на серискиот модел може да го очекуваме доста скоро, а производството треба да му започне идната година. Како резултат на интензивните мерки за штедење, Рено на средината на идната година ќе го напушти своето децениско седиште во Булонј-Бијанкур. Овој чекор е прв од многуте со кои канцеларискиот простор што го користи компанијата во Париз и околината ќе биде преполовен. Со ова француската компанија се надева дека ќе ги одобровали синдикатите во новите рунди преговори за намалувањето на работната сила за престојната транзиција кон целосна електрификација на гамата. Од компанијата велат дека во моментов немаат толкава потреба од простор како некогаш, бидејќи дел од вработените сега работат од дома. Според едно согледување, околу 1/5 од капацитетите биле неискористени и пред избивањето на здравствената криза, што ја открива несовршеноста на организацијата на Рено. Не е објавено колку пари ќе се заштедат, но упатените во бизнисот со недвижнини во Париз проценуваат дека се работи за 60 милиони евра годишно. Минатата година Рено ја заврши со приходи од 43 милиарди и историска загуба од 8 милиарди евра. Компанијата располага со имот вреден 115 милиарди, а има долгови во висина од 90 милиарди евра. Добре дојдовте назад во рубриката Тест. Како што најавивме, предмет на денешниот тест е Peugeot 308. Овој модел се појави на пазарот и стана еден од главните играчи во сегментот на компактни семејни автомобили. Како што може да забележите, Peugeot има нов знак. Тој беше прикажан пред неколку месеци, но покрај новиот знак испод хаубата има одлична технологија и како што може да видите извонредно интересен дизајн. Тој се гледа насекаде, а особено се истакнуваат светлосните групи напред, но и позади. Гледате како импресивно делува и монументално задниот дел. Се разбира дека Peugeot 308 има и хибридни модели. Тие се опремени со електромотор и батерија од 12,8 киловат-часови. Втората варијанта која Peugeot ја има традиционално, тоа е караванската изведба. Предноста нејзина не е само во практичноста, туку е и во дизајнот. Погледнете го задниот дел како е убаво среден. Но и голема предност има гепекот кој има повеќе од 470 литри за да се остави багажот.
во задниот дел, но и со спуштање на седиштата имате преку 1900 литри. Но, овие податоци може би и не се толку важни. Верувам дека поважно и ви се чувствата кои ги пружа овој автомобил во возење и она што може да го очекува возачот од него. Па тргаме на возење. Зад управувачот на Peugeot 308 се чувствувате извонредно, бидејќи во прв поглед доаѓа ергономијата која е типична за оваа француска марка. Благодарение на модернизацијата, внатре имаме два големи дисплеја. Едниот е за кластерот на инструменти, а другиот е на централната конзола, кој има јасен и одличен преглед на секое мени кое ќе се активира. Но секој возач не може да се навикне на седечката позиција. Тоа е поради iCockpitот и за да имате цела представа и преглед на овој навистина богат уред, требате многу ниско да го поставите воланот. Кога, барем во мојот случај, ниско поставен воланот не ми иде најдобро возењето. Но овој автомобил е скроен да одговори на сите барања. Пред се, во фокус е економичноста и екологијата. Во Peugeot имаме само 3-цилиндерски бензински мотори со сила од 130, исто толку е силен и дизелот, а во хибридната верзија, која е способна да помине околу 50 на километри само на струја, има посилен бензински 4-цилиндерски мотор. Традиционално малиот волан е многу добар кога се вози во свиоци. Едноставно, манипулацијата со него е многу добра. Иако е лесен за манипулирање, тој дава одлична интеракција за подлогата. Тој е прецизен и навистина е уживање да се вози овој модел. Намерно го избрав моделот со 1,2 литрен 3-цилиндерски мотор кој е впарен со 8-степена автоматска трансмисија. Но, по извозените 150 на километри со него во разни услови на возење, заклучив дека ова извонредна варијанта. Сега се наоѓам на автопатот на делницата од Кан до Ница и можам да кажам дека на автопат слушате дека моторот е извонредно тивок, одлично работи и има добра перформанса. Без проблем одржувам брзина на автопат помеѓу 120 и 130 км на час и уживам во сите благодети на оние асистенти кои се вградени за возачот, а нив ги има многу. Peugeot 308 на македонскиот пазар треба да се појави негде во почетокот на идната година, значи за 3-4 месеци, кога ќе ги знаеме и цените. Но не може да очекуваме да биде извонредно ефтин. Пред се, поради неговата опременост, извонредниот дизајн, но и имиджот и угледот кој го има овој модел на европскиот пазар, кој се гледа како единствен конкурент на германските компакти. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Ви благодарам на вниманието и следната средба веќе знаете е за 7 дена во истото време и на истата фреквенција. Бидете во добро расположение и здравје.